Ова утро зборувам за трендовите кога се косите во прашање, односно убавината на жената, тоа е најубавиот украс кој го носиме. Бојата на коса, формата на коса, кои трендови ќе бидат годинава актуелни. Зборуваме со Октај Седи. Стилист Октај, добро утро. Добро утро, благодарам што ме повикавте и драго ми е што сте тука. Денес ќе зборуваме, кој што кажа, за 2026 кои се трендовите. Така да може да почнеме. Може да почнеме, прво ме интересира околу должината. Често пати се прашуваме ние дамите дали долгата коса е модерна, кратката, боб фризура, виткана, права коса, што ќе биде годинава модерна? Вака, цело време се менја трендот, но цело време како што се менја иде наназад и наназад, што значи сите тие old style, тоест ретро коси, фризури, се повторно во мода. Минатата година беше многу мода степен, и оваа година ќе гледаме често степен. Често степен се користи исто така и боб формата. Ева мода. А за долгите коси, степенасто, долго, што би рекле butterfly. Повторно е во мода оваа година. Тоа е за катот. А кога станува збор за колор, претежно ја преферирам во мојот салон да им као препорачам да користиме потопли бои, од типот на поприродни топли бои, да не се ладни, но сепак тоа е искус, тоа е избор на тоа е вкус. Не разбираш кој како сака ќе си. Не се дебатира за вкусовите, нели секој по своја желба, но зборуваме сега што би било ин или модерно. Повторно е, ќе морам на англиски да кажам, sherry color. Добро. Тоа е како некоја бордо варијанта. Точно, да. Вишна боја. Вишна бордо варијанта, да. Исто така джинџерот. Не, портокаловата. Точно, портокаловата не паѓа од мода никогаш. Чоколадната боја мене ми е фаворит. Има нели повеќе типа на чоколадна боја, но мене ми е фаворит чоколадна боја. И блонд, айс блонд, поточно плавуши. Плавушите, така, тие никогаш не излегуваат од мода плавушите. Сакам да те прашам околу витканите коси. Еве јас имам виткана коса, знам да ја испеглам, да ја оштетам со пеглањето, но како витканите коси ќе бидат модерни оваа година, нели споменавте за степанот. Да, може ли виткана коса степан да се направи? Да, многу е битно за виткана коса да се направи добар степен, не многу, не превише, но не и малце. Идеален степен каде што ќе се излетат целокни. Исто така се користат препарати, сада не ги наименам сите едно по едно, но имаме во продажба секаде препарати за виткана коса, обавезно користете. И што е најбитно, негата за коса, бидејќи витканата коса секогаш е сува коса, значи природно се суви коси, витканите коси по себе. Треба доволно се негува за време на миење, да се користи кондишнер, ливин, регенератор, да превадам. Извинете, да. Регенератор, исто така и кондиционер, за да може локната да се оформи полесно после тоа докога се стилизира. Тоа е за домашна нели нега и како да се стилизира. Доколку дојдете на фризер, побарате стручен совет, ќе ве понасочи. За оние кои што сакаат шишки, нели не на секој му стои шишки. Шишката е интересна тема, затоа што шишките ќе ги направиме ние тука супер, ќе ги свинираме, тоа утре дента од нас доаѓа, ох те можам спасиме шишката вака, натака, како што спиела така и се кренала шишката. И ја викам, дечки, шишките немојте многу кратки да ги шиете, затоа што дома вие сами нема да можете да ги оформите. Точно. И јас тоа ги преферирам. Ама не, сега му ше малце надвигате, ама види, ако е надвигате ќе се крене вака, тешко тебе после. И као треба да се внимава кога се прават шишката. Страна за шишката што брзо расте. За недела и пол веќе ти пораснала шишката. На страна си ја ставиш да си со некој штипче. Но преферирам моментот, пак ќе кажам, завеса шишки, curtain bank се викаат тие, вака се носат. Така да почнуваме од најкраток дел до најдолг дел до јаболчниците. Добро, одлично. Деца фаворити, верувам дека тие ќе бидат модерни оваа година. Добро, кажавме за витканите коси дека бараат многу одржување, која боја ќе биде актуелна или кои бои, набројавте неколку бои кои што ќе бидат модерни. Сега има, верувам, дами кои што доаѓаат од некоја списанија, сакам ваква боја, сакам таква форма на коса, но дали некогаш верувам дека често пати дискутирате со клиентките дека не им одговара на ликот. Не секоја фризура и боја одговара на ликот. Точно, убаво кажа, не се што гледаме е за нас. Као треба да го познаваме многу битно тенот, бојата на тенот, бојата на очите и дали вие во секојдневието користите мејкап, тоест шминка или не, затоа што многу значи тоа. Сега доколку сакаш ќе те направиме плава бела тебе, тоа лице автоматски бара малце шминка повише.
Затоа што бел тен, бела коса автоматски ти прави некој така се губиш, немаш пигмент во лицето, ме разбираш? Така што ја преферирам секогаш да оставам или длабок корен, корен за контура да направи на ликот, да даде контура и подоцна да дадат плавите подоле. Или пак ако веќе има темен тен, тогаш кога веќе идеме поплаво и како што кажав, за шминка да се користи во секојдневието барем еден слој лесна пудра за да може нели да даде тон на лицето. Така, сега кога веќе го спомена тенот, еве, на мојот тен каква боја на која се одговара и каква форма одговара? За твојот тен или джинџер ќе биде многу убаво. Знам дека сега ќе си викаш, не, така е Знаеш джинџер. дека бев црвена, ама бордо црвена пред 10 години. Ќе ти покажам после интервјуто слики. Джинџер боја убаво, ќе ти има темно кафе. Джинџер нека е кафено, има и такви джинџери. Не е она джинџер портокалово. За светол тен, да. Исто така чоколадни бои ќе ти стоат многу добро. Тоа може, тоа прифаќам. Highlights, како прамени да се направат. Но некои што имаат потамен тен, каква боја ќе им стои? Искрено за нив малце они се со привилегирани се. Затоа што на нив стварно се им стои чудна работа. На темен тен све убаво стои. Јас сум на темен тен темно дека стои. Пример темна боја на коса. Не, нема везе, нема везе. Нема везе. Не. Може комотни светли бои да се користат и тоа многу убаво изгледа. Преубаво изгледа. За оние кои што не знаат, а сака да направат некаква промена, преку тенот нека се пронајде. Да. И така имаме ние фризерите еден трик фора, кај како да процедиме како ќе фати бојата. Гледаме според бојата на окото. Бојата на окото ни кажува колку левели може да достигне осветлување твојата коса. Стварно. Точно. Ајде да видиме ги очите. Коите се кафеави, ќе видам? Зелени. Зелено, да, зелено кафеави, такви да. Кај тебе може да стигне посветло. Не е проблем. Супер, ќе експериментираме некој ден. Тоа беше нели кога се школувавме, тоа беше така некој трикс. Точно. Точно и мојот ментор тоа ми го мене прв пат, кога ми го кажа прв пат и викам, што има везе бојата со ового? Со тоа и усвари многу има везе. Целиот пигмент го издава окото. Супер. Одлични совети, драги дами, добивме денеска од Октај Сејди, кога се фризурите, шминката во прашање и останува само да отидат кај својот фризер и да направат промената или трендот. Точно и уште еден многу битен совет, нека се консултираат со својот фризер. Нека побарат совет и нека послушаат. Дека не секогаш ние знаеме што е најдобро за нас. Мислам клиентите. Благодарам за сите совети. Благодарам и на вас и се гледаме наредно.